Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е емисијата Визави на програмата на канал ВИС очи во очи со Јорго Огненовски, иницијатор за формирање нов политички субјект во нашава земја. Добро вечер, господине Огненовски. Реков дека сте иницијатор за формирање на нов политички субјект, така? Или... Точно е така. Јас сум иницијатор со група граѓани од Република Македонија. Сакаме да формираме нова политичка партија, која што единствено ќе има единствена цел да спаси Република Македонија, да спаси народот од ова катастрофална економска, политичка и меѓуграѓанска криза што постои во Македонија. Добро, ќе поразговараме за платформата која што ја планира новиот политички субјект. Сепак само накусо, Јорго Огненовски е битолчанец кој што има се школувано овде во нашава земја, па потоа заминува во Соединетите Американски држави, паралелно и спортист, ако не се лажам, каратист во времето на поранешна Југославија, за да после 30 години се враќа во Македонија од, би рекол, политички аспект. Зад вас две кандидатури како независен кандидат за градоначалник на општина Битола. Сепак, реков, доаѓате од Битола. Сте иницијатор за формирање на нов политички субјект. На самиот старт, господине Огненовски, рековте во неколку куси црти. Повторно ќе го поставам прашањето. Зошто нов политички субјект во нашава земја? Релативно ќе бидете нов, постапката е во тек. Сметате ли дека ќе успеете во вашата идеја, замисли и намера? Пред се, зошто нов политички субјект? Бидејќи 27 години, повеќе од 40 политички партии, начело со двоголемите партии како што се ДПМН и СДС, во коалиција со по 20 други партии, работеа, шансата му беше даено, напротив, нешто да направат добро, нешто во конкретниот случај зборувам уште нешто имаат направено, но катастрофална, значи, криза од 27 години владеја, како што кажав, политичка, економска и меѓуграѓанска. Економијата уништена, се креираше огромни богаташи на сметка на народот, на граѓаните. Народот е тотално сиромашен, заплашуван, тортура се врши 27 години. Да не зборувам што се случува со нашите стручи кадри, младите и повозрастните, ни се протерани од земјата, бидејќи тука за нив нема работа, кај нас не се цени квалитетот, не се цени стручноста и искуството, напротив се цени политичката книжка, политичките војници и запослувањето, за жал, стана преку политичките партии, наместо да оди преку конкурси и најквалитетните да се запослуваат. Што е најжалосно, политичките партии стана најголеми работодавци во Македонија на најнеквалитетните стручи кадри. За сметка на тоа ги протера најквалитетните стручи кадри. И како ние ќе градиме економија? Како ќе градиме медицина? Како ќе градиме спорт, култура, инфраструктура? Сите си заминувани. Значи, геноцид во секоја сфера. Значи, тоа се причините за кои што, вие и група на граѓани поттикнавте за формирање на политички субјект. Но Огненовски, рековте 40 помали партии и вие ќе бидете едно од тие кои што со оглед дека почнувате да се формирате и ја имате иницијативата. Верувате ли дека ќе се наметнете кај гласачкиот аудиториум, кај граѓаните на Република Македонија со ова платформа? Малку ја начнавте со она што го кажавте, бидејќи на некој начин сите политички партии го кажуваат тоа. Сигурно. 27 години секој кој ќе дојде на власт кажува тоа што народот сака да слушне. Но во практика се случува тотално обратно. Значи, можете вие да кажувате дека ова ќе го направите, ќе развиете економија, све добро ќе направите за народот, а уствари делата го покажуваат, значи, резултат. Досега делата се катастрофални. Ние како политичка партија, се разбира, пред се не сме формирани, нас ни треба да се формираме, затоа почнавме со собирање на изјавите за основање на политичката партија Демократи. Така. Ни треба така ги се вика политичкиот нов политички субјект Демократи. Да, Демократи, кратко јасно, бидејќи мислам ние како граѓани треба пред се да развиеме економија, вистинска се извинувам демократија,
која демократија, која таа развие, што се развива во секоја сфера од животот, во порите, кај нас не постои демократија. Постои само кога го користат политичарите терминот демократија, а на жал постои тортура и заплашување. Јас зборувам со граѓаните, се шетам низ Македонија. Граѓаните се заплашени да не изгубат работно, дали ќе се запослат, па сега три кои користат нон-стоп, ќе те запослиме 100.000 луѓе, владеачката партија им обечено ќе ги запосли, кај ќе ги запосли? Нема да ги запосли, се разбира, тоа е чиста лага, така и претходната, значи гарнитура кој што владееш. Така. Ние Рековте дека сте во иницијатива, гледачите сега не следат, може да ни кажете дали во Струмица ќе имаме можност сите оние кои што се заинтересирани да се приклучат кон партијата или пак да достават подпис за вашата иницијатива да се формира нов политички субјект? сигурно во Струмица имаме нотар. Вие Сонја Божинкочева, ако не се Сонја лажам. Божинкочева, господјата Сонја Божинкочева може да додат кај нас да значи со лична карта или пашош, самата регистрација е бесплатна. Ова не ги обврзува граѓаните да бидат дел од партијата, бидејќи ние уште не сме основани, може да се дадат подпис и од граѓани кои што се членови на други политички партии и дури може да дадат граѓани кои што основале политичка партија со тоа што потпишуваат таму одреден документ. Значи, со самиот подпис се не значи дека ќе биде индивидуата ќе биде дел од демократи, тука едноставно дава поддршка да се формира нов политички субјект. Точно тоа, значи 1000 нас ни требаат подписи во Република Македонија да ги собериме за да можеме да ја формираме званично политичката партија. Тоа законот го Така, бара. 1000 подписи. 1000 подписи. Каква е ситуацијата? Предпоставам дека почната е постапката, има ли интерес кај македонците за нова политичка партија која што треба да го носи името Демократи? Има интерес, почавме пред 2 недели да ги бериме значи подписите, изјавите за основање на политичката партија Демократи. Граѓаните да кажам, значи бидејќи ние во оваа држава живееме, имаме националности, така да и од сите националности ова партија, ова ќе биде граѓанска партија. Ова нема да биде национална партија како досега што се направи, што се има направено, бидејќи најголема штета на Македонија покрај другите штети што се една од што се формира партија од 91 по националност. Тоа е најголема глупост и тоа е стварно злосторство и така не делат. За да можат дали се албанските партии, дали се македонските, дали се ромските. Мене дури ми е смешно кој ќе почнам да ги бројам. Нема во светот во државите ваков национални партии како што ги имаме кај нас. Во светот има, значи во Германија, кај да одите, значи Шведска, Данска, таму се партии на државата. А има се разбира во една Америка, во една Данска, Норвешка живеат од цел свет луѓе. И таму ако почиме така, тогаш замислете во една Америка или во Германија треба да имаме на 15.000 партии, па да имаме турски, па француски, па германски, па монголски. Тоа е најголема глупост и уствари тоа е направено намерно за да одредена група на луѓе, поготово председателот со главните луѓе во партите, еве ние си ги браниме интересите на нашата нација. Која нација? Ние сме тука во Македонија сите. Значи граѓани на оваа држава. Ги имаме истите права и нормално треба да ги имаме истите одговорности. Не можеш да ги делиш. Ние сме македонци, тоа е нормална работа. Така. Рековте иницијативата ја почнавте пред 2 недели, дека има интерес кај македонците, односно кај граѓаните на Република Македонија да дадат поддршка за нов политички субјект. Сега сакам да те прашам од овие контакти, што велат граѓаните? Доста ли ми од црно-бел свет, доста ли ми е од лажни ветувања, не знам зошто предпоставам дека имате контакти со нив кога депонираат подписи. Кои се нивните реакции? Сте имали контакти? Јас буквално 2 пати имам прошетано во последните 3-4 месеци Македонија, од западна до источна Македонија. Сите градови скоро, независно сите граѓани на Република Македонија се огорчени. Единствено кои не се огорчени се луѓето што доста имаат бенефиции, се обогатиле и фатиле функциите преку политичките партии и тие на некој начин бранат оваа ситуација. Добро, ќе се среди. Нема човек задоволен.
30 не, 50% во Македонија се сиромашни луѓе што не можат да си купат скоро лепе. Кај нас вработеноста вика дека 21% тоа е голема лага, не е тоа точно. Има повеќе од 30%. И се намалува. Да, се намалува затоа што ги избркавме, протеравме и младите и повозрастните, заминуваат во странство, масовно. Има огромен интерес за нова политички субјект, како овој нашиот конкретниот случај, бидејќи доста и други партии се формираат, но за жал граѓаните не се задоволни со нив, затоа што се тоа луѓе кои што биле бивши политичари, големи политички партии, но сега не се задоволни, нешто се скарале, не знам што е причината, па се формира друга партија, а причината е единствено да се продолжат политичката кариера и да се договараат со големите политички партии за директорски места, па можда некој ќе стане премиер, министерче или не знам, некој си пратеник, а тоа нас не ни е намерата. Нашата намера е директно да прераснеме еден ден во најмоќна политичка партија. Ние не влегуваме во коалиција, во пред изборна кампања со никого од големите партии. Да. Може да прецизирате до кога ќе биде постапката за собирање на потписи, 1000 потписи, кога планирате основачко собрање на политичката партија, дали Огненовски веќе сам се гледа во прав човек на партијата? Ние плано е до 15 јули да ги береме овие потписи, но гледаме да ги собериме што побрзо, бидејќи штом ќе собериме 1000 потписи, тогаш одма го свикам основачкото собрание и на тоа собрание ќе се донесе одлука кој ќе биде во најголемите органи и се разбира кој ќе биде председателот. Јас сум еден од главните иницијатори и не би сакал сега да кажам дека ќе бидам председател или не, затоа ќе си одлучи членството на телата. Се разбира, важно е дека јас сум човек кој што работи доста на терен, доста време, енергија троши и единствено го правам, бидејќи во Америка имав прекрасен живот и уште имам, таму ми се и децата, фамилијата се имам, немам ништо јас конкретно во Македонија, освен што ги сакам граѓаните Македонија и не сакам ово што ни се случува во конкретниот случај сега. Економијата е уништена, сакат името да ни го променат. Ние не сме за името да се промени, ние ќе влеземе во Европа, сакам народот да влеземе во Европа ќе влеземе. Има начини, со исто име под Уставна Република Македонија. Дали ќе влегуваме во НАТО, народот тоа го сака, ќе влеземе во НАТО со под тоа име. Јас во овој момент, бидејќи начнав нова тема, препорачувам и одма повикувам владата и секојаш да ги прекинат разговорите и еднаш да секојаш да знаат не може никој да го продава и ни менува името затоа што една Грција кажува да се промени името. Никојаш Америка, никојаш Европа нема директно кажано променете го името. Тие викаат договорете се. Еве ние се договараме досега, тоа е огромна грешка, 25 години, не требаше прво да одиме на преговори пред 25 години со грците, бидејќи никогаш не признале, не признаваат како држава, Скопје не вика. Значи како можеме со некој да правиме преговори кои што не те признава и како нација? Значи тоа е катастрофа, но нашите политичари се алчни. За некој си успех, мислејќи дека ќе не пикнат во Европа, тоа во последно време владеачката партија и другите партии го промовираат како ако не влеземе сега моментално во Европа и во НАТО, готово е со нас. Тоа е лага, тоа не е вистина, ние еден ќе влеземе, ако сакаме тој пат да го земеме. Значи, моје лично мислење не, туку тоа е вистина, дека кога ќе влеземе еден ден и ако влеземе во Европа, нема Европа да ни фрла пари, златници и нашата економија да трени. Ние самите треба пред се натрешно да развиеме економијата и да си остредиме обдесуството, медицијата, правдата што постои. И еднаш за секојаш да престанат овие вработувања преку политичките партии. Ова е тежок криминал што се врши. Доаѓаш на власт, викаш овие мои приватни се фирми, а тоа се државни, мислам народни фирми, и сега викаш менуваме се од директори и така натаму. Тоа го немаш тоа право. По уставот и тоа право го немаш. Овие луѓе треба во иднина да се гонат. Ова е криминал направен на македонскиот народ, на граѓаните на Република Македонија. Значи јас, не сум од кај вас, бркај го се. Ова не знам, не можам ни да го сватам. Ова не постои во развиените земји. Таму може да се запослиш преку конкурс и квалитет се цени. Стручност и се разбира искуство. За младите сега што завршуваат, дали се бравари, дали се инженери, механичари, доктори,
Не се бара искуство бидејќи сега завршиле, а и се бара сепак нешто. Квалитет како човек и стручност и дипломат. Кога зборуваме за директори, еве еден пример во Битола, Рек Битола, еден од најголемите гиганти, тоа е јавна институција, запослува човек, Васко Ковачевски, да биде генерален директор, а тој беше 10 години, мислам, председател на огранок во Битола на СДС. Човекот нема појма, не е стручнак, еве ти политичар, го стават генерален директор каде што се произведува струја. И на место да запослат однат инженери, се разбира стручњаци луѓе кои што има 20-30 годишно искуство. На такви капитални, огромни објекти, како компании како што е Рек Битола, не можеш ти да бидеш ни менаџер, ни да бидеш директор, а да не зборувам генерален директор, аутсайдер што викаат во Америка, однатвор. Треба да ја знаеш таа тематика. И затоа ние пропаѓаме. Значи, нашите политичари денес, за жал, се бават со политика за две начини. Прво да дојдат до власт и второ да плачкат. Значи, повеќето од нив. Има, се разбира, по некој тука поштен. Но, за жал, тоа ни се случува. И второ, што е најстрашно, ние не размислуваме кои ќе станеме моćни политичари, кои ќе станеме градоначалници, министри, премиери и председатели, да му поможеме на овој народ. Ова е настрадан народ, ова е таква тортура се има вршена. Значи, нашата политичка партија, јас лично како човек сакам да поможам. Знам дека Македонија може да имаме светска економија, што уште поважно може да завладее демократија, затоа ви зборуваме зборо демократи. Ако завладее демократија сегде, демократија во култура, во иновации, во наука, демократија во стопанство, демократија во вработување, значи демократија во секој сектор. А не кај нас доаѓаат и сега готово, ја зедовме власта, па сега цела година моментално ова политичка партија работи да ги распореди директорите на функции и така натаму. Како да се нивни фирми. Буквално ја окупира Република Македонија, мислам фирмите, јавните и државните фирми, а ја што викам просто кажано, народни фирми, тоа се наши фирми. Нешто сакам да ве прашам, на самиот почеток повторно ќе се повикам на таа бројка од 40 на мали партии. Сметате ли дека изборниот модел е еден од важните методи, односно модели за партијата да добие не на легитимитет, туку на суштина, на значење. Бидејќи во ваквиот изборен модел, или пак изборите секогаш се нели место за рангирање на политичките партии, кога може да се докажат пред граѓаните. Дали доколку се промени изборниот модел, ќе може новиот политички субјект кој што вие планирате да го формирате некако да биде поблизу до граѓаните? Бидејќи сепак полесно се реализираат сите оние програмски определби кога се во позиција на власт. Зборот околу изборниот модел. Дали со 6 изборни единици ќе може демократи утре задутре кога ќе основате нешто да направи или пак на локални избори, или пак доколку дојде до промена на изборниот модел ќе може да се охрабрат овие помаливе партии и да го кажат пред граѓаните? Доста се зборува на изборниот модел. Се слуша, се зборува помеѓу нас, помеѓу граѓаните, дека најдобар изборен модел е една изборна единица. Да. По мене, тоа се разбира добар модел, бидејќи тогаш како една изборна единица, независно каде нашата партија или друга партија добие, значи гласови, тие се собираат и така заеднички. Што е најважно за мене, изборниот модел не е најголема пречка. Кај нас најголема пречка е што политичките партии, кои што ни ги крадат парите, со тие пари се рекламираат, огромна сума на пари, одат по бизниси, по фирми, рекетери се на еден начин, ќе ги уценуваат газдите да даеш пари да не даеш, по малите партии се разбират, ги немаат тие пари да се рекламираат. И тогаш доаѓа до народот, до граѓаните, мозок, што викам, ни го перат мозокот секојдневно, со невистини, кој ќе слушнеш 100 пати невистина, ќе помислиш дека е вистина и така натаму.
Јас мислам дека работат со огромна сума на пари, тоа е нивната предност, но сега народот гледа, знае, секој знае колку пари во джеп има, сите знаеме дека немаме болници, немаме вработување, сите знаеме дека воздухот, живееме како во Скопје, Тетово, Битола и други градови, загаден, умираме од ракови, патиштата ни се лом, сите знаеме колку убаво живееме. Секој си знае дома, кој ќе одиш дома, кој ќе отвориш фрижидерот, знаеш колку храна имаш и знаеш колку пари. Сега не верувам дека и каков да е изборниот модел и да е со 6 изборни единици, верувам дека Демократи партијата еден ден ќе стане најмоќна. Бидејќи не се работи повеќе ни за ваква изборна единица, ни за таква. Кои се најмоќните луѓе што ние доаѓаме на власт? Тоа е народот, граѓаните. Ние гласаме. Значи, цела работа, ние немавме досега избор. Бидејќи овие мали политички партии се појавуваат не сите, ама повеќето како на некоја врста ги викам предавнички, се формираат со една цел, да земат 10-20 директорски места. Или условно кажано да се шлепат на поголемите... Да се шлепат, точно, точно. А во овој случај како ние го гледаме тоа, значи народот го гледа, досега немаше политичка партија кој што сака да прерасне во моќна политичка партија, а се разбира со платформа кој што се пред се ќе биде број 1, ние сакам да го уништиме криминалот во Република Македонија. И ќе го уништиме. Од тој политички криминал, стопански криминал, мито, корупција. Најопасна форма на криминал е политичкиот криминал. Политичките криминалци, тие стимулираат. Значи, друга врста на криминал. Секоја што го кажуваме е едно објаснување. Некој е градоначалник. Има некој во градот и од каде од Македонија фирма. Ќе ги поправа улиците, ќе прави патишта. Секојаш градоначалникот, не сите, но одредена група градоначалници, политичари, барат 15%, 10-20% од тендер. Значи, тука многу пари се кради на тендерите. Зошто му бараме ние на газдите, на бизнисмените? Ги вовлекуваме во криминал. Некој ќе рече не, ама некој за да обстани ќе се сложи. И мислата дека еве сега ова влада, тие знаеш со нив соработувам па ништо. Па ние ќе дојдеме еден ден и намера каква имаме. Значи ова прво да го уништиме, да не постои повеќе. Тие 15-20% да си останат или кај газдите на фирмите, или тендерот да е поевтин, да остане во државата. Втора работа, ние планираме, нема да му заборавиме на никој овде. Еве денес гледате, ќе го апсиме ова, ќе го апсиме све нешто, се шетаат лево десно по судовите, никој никого не го апсува. И чекаме со месеци некого да апсиме, а има... Сакате да кажете да осудите, да се осудат за... Да, тоа сакам, да, па се разбира, значи, закон убаво вика, ти не си виновен додека се докажи дека си виновен. И тоа е нормално, не може да одиш сега некој ако не го сакаш, има некојаш ние зборуваме, ова е правило, ова е неправилно. Значи сакаме ние да завладе овде правото, а за да завладее правото единствен начин може ако политичарите, владата со сите тие политички субјекти во Македонија се честни, поштени, хумани луѓе. Значи, ако ние не сме поштени, затоа реков политичарите го промовираат криминалот. Тоа е најопасна форма. Лесно, ако имаш чести политичари, полесно да се справиш со стопанскиот криминал. Од ти тогаш нема кој да ги заштити. Огненовски, факт е дека во Македонија некако се издефинирани работите лев и десен блок, односно ВМРО, ДПМН и СДСМ, и ова го кажуваат последните резултати, како од парламентарните, така и од локалните избори. Верувате ли дека ќе го привлечете вниманието на македонската јавност покрај веќе дефинирани и огромни политички субјекти како што се двата? Верувам. Бидејќи народот некако е поделен. Свесни сме, наши, ваши, оној што не го интересира политика, дури не излегува и на гласање. Народот е поделен затоа што 27 години немаат избор. Имаат избор помеѓу две зла. Ниједна од овие што се нуди с политички платформи, големи политички партии со коалиционите партнери, до сега нема изработено да ја дигне економијата. Ние пропаѓаме. Како пропаѓаме како во Вселена, слободно пропаѓање, во жива песок. Ние креираме сиромашни луѓе и креираме само мала група на супербогаташи. Ние ги уништивме здравството, ние го уништивме стопанството, ние уништивме инфраструктурата, спортот, културата и ги заплашуваме луѓето. Значи, ова не е демократија
И зато веруваме дека демократи, партијата, со нашата идеологија, платформа и програма, и со промена на законите или поддржување на закони што постојат, што се добри наводно, да се имплементира. Ние имаме добри закони, некои закони треба да се променат. Еве еден пример се кажу. Да. Ние имаме закон за потекло на имот. Тој закон е 10 години. Ако вие 5 милиарди украдите пари како пример, премиер, после 10 години никој не може да ви земи парите. 10 милиарди не се работи за 5.000, 10, 30, 50.000. Тоа се пари, нормално ќе помине после известен рок. Тоа исто како за убиство. Некој ќе отепа човек, го земи и до крај тоа. И по 50 години ако те најдат, ти ќе одговараш. Значи, тој закон мора да се промени, да се донесе закон, да не застарува потеклото на имотот на додредена сума пари, поготово на политичарите. Значи, тоа е една од законите кои што не изигруваат. Второ, не се поврзува богатството. Досега не се испитува богатството на никого. Значи, ако некој му е нанишан, па ајде ќе одиме, па ќе го затвараме, па ќе го испитуваме. Секој граѓанин што живее во Република Македонија, значи треба да биде одговорен и да може да го докаже, значи потеклото на имот. Така. Поштовани гледачи, вие следите емисијата Визави на програмата на Канал ВИС во студиото Јорго Огненовски, Јорго Огненовски, иницијатор за формирање на нов политички субјект кој што ќе биде настоен како демократи. Подписи се собираат и во Струмица, во нотарската канцеларија на Сонја Божинкочева. Сите оние кои што сметаат дека треба нов политички субјект кој што ќе биде на страна на граѓаните, настоен како демократи, можете слободно да ја дадете поддршката. На крај повторно ќе се вратиме околу тој политички субјект. Мене ме интересира, господине Огненовски, зошто се вративте од Соединените американски држави? 30 години, 3 децени таму работевте. Па по вашето CV или биографија гледам дека имате фирми, дека сте продуцент. Зошто во Македонија, кога велите дека реалноста не е баш така розова? Па јас оригинално пред 9 години се вратив во Македонија на покана на градоначалникот од Битола, кој што сакаше да прави филмски град, и со премиерот бивши Груевски. Дојдов, бидејќи требаше како јас продуцент од Холивуд да му поможам за тој филмски град, а исто да почнам да привлекувам продуцентски куќи од Холивуд и се разбира од цел свет, бидејќи тоа ми е работа, и јас така дојдов и така почнав тука, па останав малце подолго време. Тоа беше неуспешен проект, бидејќи све што кажуваше премиеро, тогашен, и градоначалникот на Битола, ништо не се остваре. Фактички не ги интересираше, тоа беше една приказна нивна, дека ова ќе правиме, ништо од тоа. Не нив ги интересираше тотално други работи, се разбира нивните бизниси, како да се дојди до власт, да останат на власт. Мислам дека нешто почна да се работи, ако не се работи од тоа, се направи. Се направи нешто, али ништо не, уствари на крај не испадна од тоа. Значи тоа пропаѓа во Битола, значи се потрошија пари и како и се друго. Значи нешто кој ќе го направиш, тоа треба да обстане, да се изгради некој студио, па и така натаму и да привлекуваш, за да се креира работа. Затоа и беше да се заплатат 200, 300, 400 души и денес да си функционира. Значи од тоа ништо не испадна, проектот финансиски не го поддржува понатаму, нешто што се направи, тие направија со филмскиот град, јас во тоа не бе вовлечен. Во секој случај требаше и исто да сработувам, бидејќи јас имам еден филм снимено пред 15-20 години со Мето Јовановски, копродукција со мојата фирма Hollywood Star Entertainment од Холивуд од Лос Анџелес и со Министерството на култура тука, и да продолжиме таа традиција. Тоа ме направи да останам. Но кога видов дека каква е ова цела лага, манипулации со најголемите личности, дека немаат стварно намери нешто да се работи во Македонија поозбилно, има време да видам колку Македонија е уништена и колку политичарите го манипулираат народот, го лажат, а некој се разбира нив го оплачка. Тоа ме заболи. Јас сум човек по природа. Сакате да кажете дека со овој проект Филмски град и вие се почувствувавте изманипулиран и излажан од политичарите? Сигурно така се почувствува, па не беше тоа најголема причина, бидејќи јас многу пати
многу сум пати сум имал успеси и порази. Тоа не ми беше лично. Најповеќе ми беше кога видов народот, граѓаните колку страдат. Колку политичарите, политичките партии ги манипулират. И не е само да те манипулира, гласае за мене, не. Тоа е. Ко видов колку, јас сум од Битола, колку Битола е уништена. Ко прошетав по Македонија, колку Македонија е уништена. Градовите, селата. Ко видов колку креира сиромаштија и колку го заплашува и колку е народот заплашен ден денес. Ние што креиравме? Луѓе депресивни, креиравме апатични, за жал, креиравме, ги уништуваме, ако некој не го сакаме, во стопанство наместо да помогнеме на малите, средните фирми, на бизнисмените. И се разбира, кај нас е смешно кога ќе кажат земам 1400 до 2000 денари социјално. Што е тоа 1400 до 2000? Мајка ми зема 9000 денари пензија, а има некој 6. Пример зборам. Така. Значи, тоа најпоќе ме заволи. Како реков ова, зошто е вака? Али тоа доаѓа бидејќи најголеми злосторници на Македонија, не се како луѓето што зборуваат пропаганди, некои надворешни сили. Напротив, тоа се нашите политичари. Одредена група на политичари стварно уништија Македонија, дојдоа на ниво, значи нешто како, не знам веќе и кој збор да го користам. Значи такво уништување, монструм да си, па нема толку да уништиш Македонија и граѓаните, и се разбира економијата и све друго што е. Така, во вашето CV забележав дека имате продуцирано неколку документарни филмови, своевремено и спортист сте биле, односно каратист. Да, кога викате документарци, моите се играни филмови. Простете. Не, нема проблем, сигурно. Играни филмови, моите филмови се прикажува и се продаваа по светот, некој нив се разбира. Така да исто бев јас и актер, продуцент, сценарист. И во мојата компанија, 2 компании имав, како што кажа, почнав со Geo Production, другата е Hollywood Star Entertainment, преку која ги произведував овие филмови. Исто имаме и глумено со некои познати глумци и во телевизиски серии, како што е Дженифер Гарднер, таа е една од најголемите звезди на светот. Бев успешен, можев да бидам уште поуспешен, но И вие се одлучивте да се вратите во Македонија? Да, се одлучив под една единствена причина, да му поможам, значи, на граѓаните, да имаме и ние земја како што заслужуваме. Ова што го гледам, значи не може вака да се оди повеќе напред. Полека да привршуваме, од тоа што го гледаш, сепак контактите со граѓаните, веруваш ли во визијата дека нештата може да се подмрднат кон подобро? Зборам со контактите од граѓаните. Реагираат, можеби индивидуално некако би се пожалуваат дека лоша ситуација, здравството колабрира, тоа колабрира. Но со ваков народ, со вашите контакти кои што ги имате насекаде по Македонија, веруваш ли дека можеме да одиме напред и со вашата платформа како нов политички субјект? Верувам и многу луѓе веруваат. Досега луѓето беа разочарани, бидејќи не се има појавено платформа, политичка партија. Зборував ми за малите партии, повеќето се во интерес да грабнам некое директорско место или не знам, ако е малце поголема партија, па ќе земам можда и ќе бидам пратеник. Па некој се случува да биде министер. Значи верувам затоа што народот, граѓаните стварно сакаат да имаат подобар живот. Преку глава му е да се сиромашни, преку глава е некој да ги заплашува, да бидат без работа, децата да ги протеруваат во странство. Ние да губиме младите стручни кадри, како што реков на почетокот, за мене стручни кадри се од доктор на науки па до бравари, инженери, шофери и така натаму. Значи, народот сака заеднички кога ќе се обединиме, тоа го правиме сега, ние ќе успееме. Секој сака да има чист воздух, секој сака да има работа, секој сака да има висока плата, не да биде 200 евра како денес што е минимална плата. Ние не можеме со 200 евра да живееме. Значи, сакам да кажам, ако е денес 200, треба да биде 400, 500, 600. Идни на овој народ не гледа, бидејќи манипулациите и плачките одредени група на политичари е направено нешто како да сме ние најголеми непријатели на нивни, а уствари тие испадна најголеми злосторници. Дојди до вас, ја убеди, ќе те манипулира и после да плачка. Па ќе видиме, како што кажав. Намерата, знам дека ќе успееме
Имаме и ќе имаме поддршка од народот, се разбира. Ние сега сме како нови, треба и да се докажеме со дела, не само да зборуваме, бидејќи кај нас досега 27 се зборуваше 27 години, па затоа никој на никого веќе не верува. И јас не верувам на никој, али мора да се почне да се верува за да одиме напред. И од друга страна, само сакам да кажам порака дека ние заеднички, ако сакаме да имаме убава земја, што јас ја викам, може да направиме рајска градина, многу е мала, лесно се менаџира. За народ од 1,5 милион дали сме и толку стајани, може да се најде работни места. Треба да се инвестира, значи, во стопанството, во стопански проекти, во фабрики, фирми, во наука, иновации. Ние ги заборавивме младите, имаме гениалци кои што заминуваат, дали во Google, дали во Siemens, во светот. Ние треба максимално да ја развиваме науката и иновациите. Тука пари треба огромно да се трошат. Оти младите не сакат сите да работат во земјоделие. Но и земјоделието, значи науката заеднички, се произведува храна на најмодерен начин, рентабилен начин. Ние не смееме, еден пример, секогаш го кажувам, Америка произведува или Јапонија, на 1 хектар 10.000 пример килограми ориз. Ние во Кочани, пример, произведуваме 3.000. Значи, треба да се работи, секојаш викам, кога ние ќе креираме, број 1, све е лага, име, ова, она, јазици, се гледаш како ни го скренуваат името, ами вниманието. Значи, за мене, за нашата политичка партија, лично и за луѓето што ќе бидат, е број 1 економијата. Со уништување на криминалот, тие што украле, упустошиле, да му се одземи се. Конфискација, благодарам, и према законот кој треба да се осуди, ќе се осуди. Ние не можеме да дозволиме, извлечено е 5-10 милиони евра или 15, никој не знае точно колку е, да дозволиме така овие луѓе да се заменат слободно. Значи, тоа е нашата платформа. И можам слободно да кажам, зошто денес никој на никого не му одзема, поготово овие луѓе што се грешиле во политиката. Како може и толку богати политичари да имаме? Значи, еден од приоритетите освен економијата е да се врати оној имот, украдените пари, каде што нели ќе се констатира преку судски процес дека нелегално е стекнато, нелегално се добиени. Сигурно, тоа се нашите приоритети, но најважно, значи прво викам од корен да се уништи, продаден е криминалот. Ако ти не го уништиш криминалот и да имаш јака економија, ќе ти ги искрадат фабриките, фирмите. Ќе ти го искрадат буџетот од државата, од општините. Значи, ние денес замисли да сме најбогата нација на свет. Ако влезат тие политички фактори, кои што како денес што постојат одредена група на политичари, не се разбира сите, и има по некој еде тук, таму, тука чесен, значи, ако ти влезат да почнат да ти крадат, имате најмоćна фабрика, еве Мерцедес да е тук, па ќе ги сплочкат. Значи, работиме напоредно. За нас е криминално да се уништи. Секоја врста на криминал. Да се врати тоа што е украдено на народот, зборуваме кај што ќе се докажи, бидејќи денес ние имаме бизнисмени, имаме богати луѓе кои што си го стекнале со работа. И ние како такви сакаме да ги поддржуваме. Ние партија сме за народот, ма исто и за бизнисите. Добро, јас ти благодарам што беше дел од емисијата Визави. Ние како канал Виз секако ќе го следиме случајот на нов политички субјект Демократи, каде што она што го кажавте, фокусот ќе ви биде економски развој на Република Македонија, враќање на младите и вложување во нашава земја со цел да се искористат сите оние потенцијали, но и да се врати украденото и ред други работи за кои што зборувавте во вашата планирана платформа на новиот политички субјект. Почитувани гледачи, уште еднаш подсетување, Јорго Огненовски, иницијатор заедно со група граѓани. Јорго Огненовски планира да формира нов политички субјект, доколку сакате да дадете поддршка, слободно кај Сонја Божинкочева нотар да депонирате подпис, независно дали сте веќе определени или не определени. И бесплатно исто, да. Така, значи слободно можете само подпис со цел да се формира нов политички субјект, кој што веќе некаде јуни-јули, ако не се лажам, се планира основашкото собрание. После собирање на 1000 подписи, имаме ако ги собериме за наредни 3 недели, тогаш ќе го свикаме. Така да зависи од колку брзо ќе собериме 1000
потписи од Така. граѓаните. Огненовски, јас ви благодарам што бевте дел од емисијата Виз за ви. Многу успех во целата постапка и формирањето на нов политички субјект кој што очекуваме да биде освежување на македонската политичка сцена и да добие на кредибилитет кај македонската јавност. Благодарам, поздрав до гледачите, драго ми е што не слуша и ова единствено на крајот ќе кажам го правиме за доброто на народот на Македонија, да си спасиме Македонија, да спасиме народот од понатамошно уништување. Нема да биде последен пат, се надевам. Нема сигурно. Така, благодарам уште еднаш почитувани гледачи, тоа беше Јорго Огненовски. Ви благодариме за вниманието со кое што не следевте. Секое добро.